Ај добро утро, добар ден. 31 марте, понеделник, неработен ден, 3:30 попладне. Станав од спиење пред едно саат и пол, два, поспав онака фино. Испив 2 кафења, направив некоја овесна каша со грчки јогурт и протеин, се најадов и излегов од дома за да остварам една мисија. Денес во 6 најавив нов влог, што значи влогот ќе излезе, веројатно влогот кој сте го гледале пред овој. Меѓутоа во рамките на тој влог снимав преработка на песнава Ноктурно. Но се уште немам објавено видео на Инстаграм и ТикТок, а во тој влог нагласив дека многу возможно е тој кавер да излезе пред влогот на моите социјални мрежи. Што нормално не се случи и ја еве сега тргнав да барам некаква ливада, некое брдо, планина, не знам што, каде што би можел да се стационирам и да направам еден рил од минута и пол, кој би го објавил некај 6-7, некако да го синхронизирам со самиот влог во кое што се случува самото снимање на тој кавер. Валјда разбравте кај сум тргнал и што правам. Малку ме плаши тоа што времево до пред 15 минути беше ептено нака убаво сончево, моментално е 13 степени, но некои црни облаци идат навака, така што многу возможно е тој рил на крај да го снимам во кола додека надвор врне. Тоа е тоа од мене, да не должам со оваа најава. Овде некаде сакав да стартувам нов влог. Еј, колку јас сум експедитивен уствари. Уште не сум го објавил претходниот, ја веќе стартувам нов. Ова не ќе наарно. Сега некој да ми се јави на телефон и да ме праша: Марио, каде си? Стварно не би знаел што ми одговорил. Ја не сум нормален со паметот. Не знам дали ме слушате, дува малце ветер. Сам сум, го гледам ова и мислев као тука да седнам. Чекај, не гледате што ви покажам. Тука да седнам, кај би се поставил ја? Стварно не знам. Значи, јас сум Богу и за ногу. Ја би морал да прошетам малце, за да видам што тачно можам од овде да искористам. Куку мајко. Има едно паднато дрво и сега гледам дали постои опција ја на него да седнам. Леле, многу е чудно овде. Нема никако да седнам нова. Стварно не знам што да ви кажам. Леле, папуч. Не знам што да правам, не знам што да кажам. Сепак мислам дека ова не е најсоодветното место, идеме дале. Let's go. Не мора да ви покажам кај јас возам уствари. При тоа вчера паѓаше дожд у обимни количини и моментално само чекам некаде колава да ми застане, да се заглавам и да се убијам овде. Еве вака. Малце ме плаши ова моја екзибиција денес. Не гледам ни една куќа у близина, не гледам ни една викендица у близина. Ја стварно немам идеја кај су. Вир до вир, кола да скршиш. Може ја најпаметно е овде да свртам и се вратам назад. Пошто ова иду недоглед. Глед. Мајко мил. Леле, јако сум нормален. Што е ова сега? Дали да идам ја десно овде? Не знам што може да биде ова. Или само ова знак дека треба овде да свртам. Кога негде ќе се стационирам, ќе ви се јавам, пошто ова стварно више е екстремен спорт. Ја ни не знам дали овде се уште имаме право на пристап, а не гледам никој за да прашам дали смеам да отидам таму да се снимам, така што ќе отидам на своја рака. I hope so, дека нема да направам проблем на никого. Еве чисто да видите како тоа изгледа. Мислам дека од овде кадар ако ставам, може фино да делува. Си изнаснимав 1-2-3 пати, меѓутоа мора да влезам у кола затоа што жив смрзнав. Многу е ладно у кратки ракави сум, меѓутоа си изнаснимав 1-3-4 пати со надеж дека имам барем нешто што може да се искористи. Многу е тешко one take да снимаш било што, особено вака кога дува и е апсолутно не ги низирнав снимкиве, така што искрено се надам дека постои нешто што ќе ми послужи. Жив се смрзнав, мора да ја уклучам колава, да уклучам парно. Ова е нереално колку е ладно, а ја у кратки ракави се снимав. Не е лесно ни да го работиш ова што ја го работам оваа наша земја, пошто кој да ме видеше ќе си речеше кој е нормалниот, што кој зна како изгледа на страна. Леле, иде некоја кола. 1 hour later. Се стационирав на некаков паркинг за да ги префрлам материјалите, да го намонтирам, да го објавам и све тоа да го завршам пред 18 часот. Моментално е 18 часот и цела една минута. Го објавив видеото и на Инстаграм, и на Фейсбук, и на ТикТок, а во меѓувреме
почнува премиерата на новото влогче. Значи нема време ни дома да отидам за да се стационирам све ова да го завршам. Оти бев стварно хистеричен. Не знам што друго да ви кажам. Искрено жив се испотив кога сум така кнап со време, сакам све да завршам и објавам онака како што сум замислил и како што сум ви ветил. Знае да ме фукне некаква хистерија, меѓутоа I hope so дека све е во ред. Почна да врне така што лека по лека ќе се движам на кај дома и таму кога ќе се стационирам ќе си направам едно кафенце и ќе седнам да видам што уствари сум направил и со влогот и со каверот и со све останато. До тогаш тоа ви го препуштам на вас, искрено се надевам дека ќе уживате. Ја денес не знам како функционирам и на целава мака ја стартував нов влог. Као малку ми беше што се шуњав по тие села брди и долини за да го направам тоа видео од минутка и пол, па уште и ја да се јавам да ве апдейтирам кај сум, што мислам хаос. Се одјавувам. Ајде, добро утро. Моите влогови очигледно се сведоа на некаков каркаст. Константно се снимам кола. Меѓутоа, овде ми е некако најсоодветно да поставам камера да ви кажам кај сум трнал, шо правам и да продолжам со активностите, така што се надевам не ми замерувате. Морам некаде и да ви го дадам тај апдейт. Вторник е, ми се чини као понеделник со оглед на тоа дека вчера беше неработен ден. 1 април. Не сум нешто многу расположен за зезање, но верувам дека денот сам по себе тоа ќе го наметне оти таков ден, нели? Ја од денес, ова не е шега, ја од денес одлучив да се ставам на диета. Односно, не на диета, току на режим на исхрана, кој што го терав пред 1 година дена, кога имав на вистина сериозни резултати. Станува збор за кето диета, односно, ќе се водам по планот на исхрана, кој што уште тогаш пак и ми го имаше пуштано. Буквално, со оглед на тоа дека малку се запуштив, малку повеќе си дозволив во меѓувреме, одлучив да се вратам у прва фаза. Го најдов мејлот вчера што пак и прв пат ми го имаше пуштано со грамажи чуда, колку протеини, колку јаглохидрати, колку бла 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 бла. И одлучив дека од денес во наредните 30 дена ќе се водам по тој план на исхрана за да се дојада малце уред. А јадемек треба да бидам ракета до лета. Шала на страна, не се оптеретувам со летото, се оптеретувам со тоа што исхрана на живци ми иде тоа што не сум константно дисциплиниран. Ќе фатам терко нака 6 месеци, година дена, турбо, вежбање, исхрана, све супер. Месец дена ќе се опуштам и веќе тоа не ми прија. Океј сум моментално сам со себе. Све тоа у граници на нормала, прифатливо, меѓутоа сакам да се стегнам, сакам малку да влезам у некаква рутина. Ја моментално трнав на работа. Денес вторнички, како што веќе реков, се чувствувам скрос онака понеделнички, имам 1001 обврска да завршам. После работа сакам да тркнам до теретана, а после теретана на кај 5 би требало момциве од бендот да дојдат на кај Куманово за да направиме една проба. Не сме свиреле одамна, па паметно би било онака да го повториме репертуарот, да додадеме некои нови песни, да коригираме по нешто. Мислам дека имаме некоја свирка за едно недела ден од сега, така што чисто да се приспитаме до кај сме и што сме. Најверојатно пробата ќе се одвива кај мене на работа, така што генерално цел ден ќе бидам на работа. Морам да си купам и нови наочари, овие ми се супер, ама у комбинација со црно, вака кога сум облечен целу бело, ми требаат некој браун со леопард принт, нешто такво. Имав едни, ги скршив, што ја ве гњавам вас. Се слушаме после. Ај вака ќе бидам тивок, пошто ми е екстра непријатно да се снимам, има еден куп луѓе околу мене, а седнав само локал. Завршив со работа, дојдов да каснам нешто на брзинка. Са бајле ви реков дека се ставам на диета. Ги чекам дечкиве од бендот еден по еден да стигнат во Куманово, затоа што овде ќе имаме проба. За да не ви се јавувам пак од кола, одлучив да седнам овде, да уклучам камера, иако стварно ми е екстра непријатно. Да сум у друг град не би ми било, ама овде генерално со сите сум онака на здраво и се веројатно ме гледат како да сум пролупал. Но who cares, влогот не сме да трпи. Ќе ви се јавам кога ќе влезам, кога ќе се вратам на работа, затоа што таму во салата ќе имаме проба. See you later. Ми стигна јадењево, ама у кето ова и ова не се јаде, така што само стеков и евентуално ова. Ангеле, како си, Ангеле? Одлично. Ако се слушаш било што од музичава, ама добро. Топсе. Ето го, Ангеле, ако не сте го виделе. Оженет човек со бурма на рака. Да знаете, чисто да не чепкате кај што не треба. Иеве ме назад на работа, ама надвор од работното време. Каснав на брзинку тоа локалот кај што бев. Ангеле стигна, Аци и Виктор се паркираа долу, така што ги чекаме да се качат. До неки 6 I hope so дека ќе... Леле, многу често почнав да го користам зборов I hope so, стационирам и
in general. Јас сум пола човек, пола I hope so. Меѓутоа, искрено се надевам дека до на кај 6 ке завршиме, за или веднаш после тоа да тркнам до теретана или да отидам дома малку да здивнам и вечер да отидам, меѓутоа да ми остане сила за тоа. Секунда да се јавам само. Ало? Еве го Јаце. Еве го и Викторче. Браво! Ангеле го видовте. Добри ли сте бе? Си е стопил простеријата топ. И па него. Замисли да имам управо колку гитарист, брат. Толку А што е тоа, Викторче? сега ќе видиш. Пуне са финте, пуне. Така работа, ќе земам уште едно такво и ќе идеме со тоа на свиркинет и носам више буван, брат. Си го решил проблемот. Да. Машала. Kad se pogledam, Тука. kažem sebi, mašala. Подосадна апликација од Тему не постои луѓе. Значи, мене на секој 3 секунди ми стига нотификација и мејл. Па ти зашто ги уклучи? И па зашто нарачувам нон-стоп нешто. Сега... Ама јас сакам кога ја ке влезам да се нарачам и после више да не ми стига ништо. Ама Тему ти е исто како продавачките умански продавници. Ово ти се свили, ово чека, ово. Ово, ама ти стои супер, оно прст. Да, Ама, у таму продавница ке кажеш, извините, доколку работите, ај ке се вратам после. Овде на Тему никако да доколку работите, 24/7. па пиши му на мејл. На мејл да му пишам. Почитуван Тему. Ке ве молам. Ама ти кажа, брат, добар, сходи. Шо е добар? А зашто збориме како за човеку? Зашто е човек изгледа? Па бајка на човек. Вајде, брат, човек работи за тоа. Абе, сега држа човек си го купи квартирно, бре. Па, поддржи го. Виктор, ќе се опре или? Вратот. Ај види го, Ангеле. Рефлекси. Рефлекси. Добро, ајде да се наместиме да почнеме, па ќе ви се јавам, пошто пака ви снимам глупости. Пријатно. Pola moje srce znaje se, ne možem ni dnes bez tebe. Pola moje srce znaje se, zakaže a ti go predane. Pola moje srce znaje se, ne možem ni dnes bez tebe, bez tebe. Od srca zakaže. Iz ljubavi, iz ljubavi. Iz ljubavi, iz ljubavi. Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim dok isključivo iz ljubavi. Samo da zaboravim te u reku. Tvoja pisma bacit ću, tvoje slike spalit ću. Neka ide s branom sve, sve kad me voli me. I kad putujem, ona zna da si nje, a ti naivan sam, odmah postaneš gle. To imaš volela, ej, glavom ne žuri u stan, žuti leptir mazi moj dan, jutro njiše vetar, to vidim i kolena, to imaš volela, ej. Se, kaži mi kako s tebe da pitam, koja mi trebaš, koga mi treba. 15 за 8. Само што завршивме со проба. Ево децо да видите. Без... Се пакуваат он. Кафе нека мали местенци, кафанки, шо ево. Леле, колко е тежок тапанот. Леле. Овој дојде со ова вакво. Ја викам збори на телефон. И ја мислам на телефон. Па ја исто сум како брљавинка и на телефон и без телефон. Само да испогасиме све како што треба. Мене, значи, дефинитивно ми е судено влоговите да ги снимам у кола. И јас се извинувам што пак ви се јавувам од кола. Многу сум уморен, искрено. Поминав сега до еден маркет да си купам зелена салата и цигари, така што за вечера најверојатно ќе јадам туна салата, немам некој друг избор. Моментално не сум нешто многу гладен, така што денес да не се урочам, мислам дека испочитував све од тоа кетото мое. Одлично ми тргна, иако е 1 април, иако е вторник, магарешки ден, баш онака глуп термин за стартување на некаква трансформација, ама верувам дека ако вака добро се придржувам барем до исхраната и ако во меѓувреме се активирам во однос на тренинзи, ќе имам супер резултати за месец до 2. Денес, иако е 1 април, никој околу мене не беше доволно креативен да ме насмее, да ме зезне. Најсмешното нешто што денес го видов е некој српски портал објавил статија, гласеше нешто као вратени е Инстаграм профилот на Јелена Карлеуша и кога ќе влезеш
У таа статија пишува со толкави букви Априли Лили. Така што ете, тоа единствено ме насмеа. By the way, кога сме веќе кај Елена Карлеуша, од не знам која причина, масовно луѓе ми пишуваат: а што ти мислиш за Карлеуша моментално? Што мислиш за тоа дека и го исклучија Инстаграм профилот? Што мислиш за нејзините твитови, статуси, појавувања и така натаму? Не знам зошто од мене се бара да мислам уопште на таа тема. Меѓутоа, ајде, ако веќе е бал, нека е маскенбол, ќе споделам со вас како јас ги доживам работи. Елена Карлеуша, покрај тоа што е појава сама по себе, има музика, не засечи вкус, меѓутоа ајде да речеме дека јас сум фан на нејзината музика и на нејзиниот лик, дело и све што таа представуваше во изминатите 30 години. Меѓутоа ќе ве излажам ако кажам дека малку не сум разочаран од неа, малку. Јас конкретно пред да ја запознаам и пред да имам можност со неа да соработувам, бев реално нејзин фан, како да се изразам, а да не бидам погрешно сватен. Едноставно и се восхитував у смисла на секогаш ми делувала доволно храбро, доволно моќно, доволно ми се допаѓал начинот на кој што таа размислува, се изразува, секогаш била на страна на опозицијата кога се политичките случувања во прашање и таа нејзина блага дрскост мислам дека е суштинска за таа да има фан база каква што има. Меѓутоа, се случи тоа што се случи, таа застана на погрешната страна, не милувам нешто многу да бистрам политика, ни наша во овде, а тек па за земји од соседството, конкретно Србија. Меѓутоа, во оној момент кога се дигна народов, мислам дека мисија, односно не мисија, обврска на секоја една јавна личност е да застане од страна на народот, затоа што на крајот од денот тие луѓе што моментално во Србија протестираат, ќе ти дојдат утре во дискотека, ќе ти платат карта за на концерт, ќе го купат твоето CD, ќе те слушаат на YouTube, тоа сигурно нема да го направи само исклучиво председателот на една држава или премиерот и така натаму. Сметам дека јавните личности малку треба на страна да стојат од политиката при нивни конкретни ангажмани. Ја не мислам дека јавните личности не треба да имаат конкретен став, да не се разбереме погрешно, разбереме. И јас имам став за политичките случувања овде. Неретко знам тоа да го изнесам јавно. Меѓутоа, последно време помирно спијам кога си молчам, но тоа не значи дека немам што да кажам, се во свое време. Конкретно со неа случајот сметам дека малку ја утна работава и искрено ако мене, кој како нејзин фан до даден момент ме разочара, можам да замислам што се случува тек со луѓево кои никогаш не ја ни сакале. Ја порано кога некој лошо нешто ќе каже за Елена, очи ќе му извадев. Мислам и ден денес го имам тој одбранбен механизам затоа што ја познавам лично, сум имал прилика да соработувам и знам дека Елена Карлеуша во медиуми и Елена Карлеуша приватно се две различни жени. Но од друга страна, јас сум станал нејзин фан баш поради нејзините јавни појавувања, не затоа што приватно сум ја познавал. Во оној момент кога приватно ја запознав, се стекнав со дополнително мислење за неа, меѓутоа не станав нејзин фан у тој момент. Она одлучи да го прави ова што го прави, ја искрено немам ништо со тоа што на нејзи случен Инстаграм профилот. У една рака сметам дека и тоа е чиста глупост, затоа што и се даде многу на важност, луѓе почнаа да ја перцепираат како единствена претња у целиот момент, а таа е само јавна личност и пејачка на крајот денот. Као зашто некој би правил петиции да се исклучи, да се угаси, да се избрише, не можам тоа баш да го сватам. Меѓутоа дека се на срце тешко ми падна што она останала без Инстаграм профил, на крајот денот може тоа на секого да му се случи. Искрено ме плаши нејзиниот камбек, јас не знам веќе дали нејзината кариера ќе има било каква смисла и поента, посакувам тоа да биде така, меѓутоа нејзината примарна територија за делување е Србија, каде што е оцрната многу. Ако дојде у Куманово да пее, јас сигурно ќе отидам. Меѓутоа во Србија малку лично луѓето си ги сватија работите, не знам каков камбек има, дали некојаш ќе се случи и како тоа ќе поминува. Се надевам дека има доволно пари за да може како таква да живее до крајот на животот. Верувам дека она е доволно интелигентна за да најде начин да екзистира. We will see. Не знам што друго да ви кажам, не знам зашто уопште ја одговарам на ова прашање, зашто ја би требал да имам мислење. Веројатно луѓето ме поврзуваат со неа благодарение на Звездите на Грант, каде што нели ми беше ментор. Меѓутоа јас после тоа реално ни не сум некој контакт со неа, така што немам некое мислење. У дадени моменти помислив, знаејќи ја како фрике, помислив дека сама си го има деактивирано Инстаграм профилот и дека ќе го активира во оној момент кога ќе објави нова музика за да крене дополнителна прашина.
што се уште не е исклучено како опција. Тоа све може да биде една маркетинг стратегија, што и не е така лошо. И посакувам се најдобро во животот и да не ве гњавам овде некаде ќе го одјавам овој влог. Меѓутоа, каков крај ќе беше ова ако не ве поздравев сите вас кои под претходниот влог оставивте коментар со некакво музичко емоџи. Ќе ве поздравам на идентичен начин како во претходното видео. Овде ќе објавам скриншоти од сите ваши коментари. Искрено сум ви благодарен што ме следите, што ме гледате, а во ова видео имам нов предизвик, доколку сакате да добиете усмен поздрав во следното видео. Сите знаете дека пред неколку дена на мојот Инстаграм профил објавив кавер, односно преработка на песната Ноктурно. Доколку сте огледале претходниот влог, знаете зашто станува збор. Епа сега имам нов предизвик. Сите вие кои во овој момент ќе се префрлите на мојот Инстаграм профил и под тоа видео, кај што ја пеам Ноктурно, ќе оставите црвено срце, ќе добиете усмен поздрав во следното видео. Во овој момент се одјавувам, лайк, шер, сабскрајб, ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа и влогови. Чао!